Дали сега осеќате некоја промена, можеби е помирно во сообраќајот, откако се постави Safe City? Па може да се каже, да. Повеќе внимаваат возачите, да кажем. Возат исто кој што ја возам уназад 20 години бавно. Driving with Daisy, што е одлична работа. Бевме луди во возењето, сега сме таман. Да. Честитки до властите, конечно им текна на последниве 30 години. Па да, очигледно дека помалку има гужва, повеќе внимаваат граѓаните. И мислам дека добро би било, меѓутоа како ќе биде, ќе видиме податка. Многу подобро е сега. Ништо не гледам разлика. Например, толку се нервозни од тоа полека возење, што нас по споредните улички буквално ќе нас газат. Не, и нема сегде камери. Слушайте, ово ние сме сиромашна земја. И парата е важна за луѓето. И нормално, секој избегава од казни. А друго е, поентата е што помалку жртви. Имате некои забелешки сега за сега? Па сега за сега немам, меѓутоа Дали познавате некој што го казниле ето до сега? не. Не познавам никој што е казнет. Знам дека во времето на онаа пробниот период да опомена дојде на синот, ама толку не. А и тоа за еден, за 51. Да, што малце глупо, ама е добро. Не. Не? Мислите дека ова ќе продолжи? Се надевам, треба да културолошки израз на возењето. Така да без ова џабе. Тркачи на мотори, стаза дека се напре надвор од град и готова работа. Вака треба да се вози секаде во цивилизиран свет. Благодарам многу. Да, познавам, мене нема казнени. И како реагира? На колку ги фатија? Па малце над 55, така 50 нешто да кажам. И нормално револтот е огромен, највеќе кај тие што се навикнати да го прекршуваат законот. Така да не знам колку е релевантно нивното мислење, али мислам дека кога гледаме за општо добро и така како е потребно, бидејќи народов дефинитивно нема култура. Дали сега се осеќате побезбедно или? Не, исто тие. Исто тие. Значи ти можеш овие ќе ти застанат, оние од позади. Моторите кои ќе ги запре? Никој. Моторите и натака се активни по градов. Така да тоа е. Исто се возат. Ке пројде тоа семафорчето, па ќе продолжи далje. Па. И што има врска што ги ставили камерите.